Инспекцијската опомена засега не ги засега советниците од ВМРО ДПМН кои денес одржаа нова седница на Советот. Според нив решението не било конкретно и не посочувало што точно тие треба да коригираат. Согласно решението кое што стаса од државниот инспектор за локална самоуправа, таму мислам дека е точка 3 од решението, има предвидено законски рок во кој што констатираните неправилности не пишува дека треба да се отстранат, него дека има констатирани неправилности. Со решението кое во доцните попладневни часови во петокот пристигна во општината, опомени добија председателката на Советот Весна Карагунова-Кожинкова и градоначалникот Иван Јорданов. Дополнително беше даден конкретен рок да се поднесат нови свечени заклетви со уставното име и да се повторат сите дотогаш донесени одлуки. Но иако тоа досега не е направено, денес се одржа нова седница на Советот. Ние, како Совет на општина Штип, ќе ги испочитуваме барањата од решението за опомена во законски предвидениот рок и воедно ќе ги искористиме сите правни лекови. Во меѓувреме, седницата на Советот мора да продолжи, затоа што денеска имаме точка на дневен ред предлог за усвојување на ребаланс за буџетот на општина Штип, нешто со што законски сме обврзани и во интерес на граѓаните на општина Штип, во интерес на спроведување на зацртаните проекти, седницата на Советот на општина продолжува понатаму. Од друга страна, на седницата и денес не присуствуваа опозицијските советници кои најавија отсуство од советничката сала, се додека не се прочитаат нови заклетви. Мнозинството во Советот на општина Штип и понатаму ги крши сите законски, уставни и правни норми, со оглед дека во решението стриктно е наведено дека е потребно да се потпишат нови изјави во кое што се состои уставното име Република Северна Македонија и дека претходните се ништовни и исто така дека сите акти кои што се донесени од страна на Советот од моментот на верификација на мандатите на советниците, па се понатаму се ништовни и не произведуваат правно дејство. Инаку, доколку мнозинството советници од Штипскиот совет не постапи согласно добиеното решение од инспекторатот во рок кој им е даден, во тој случај може да се примени и мерката забрана за прописи. Ова ќе значи целосна блокада на работата на Советот на општината.